еден со друг повеќе да се почитуваме. На празникот му претходи 14-дневен пост, па по литургијата се одржа чинот на причест. Постев и се причести сега. Постам, сите пости ги постам и се причествуват. Целта на постот е за духовно да се изградиме самите себе. Ако можеме да речеме не за некои основни работи, понатаку во животот, ке можеме да Во духот на хуманост, во дворот на манастирот традиционално се одржа и крводарителска акција. Меѓу доброволците беше и Димче Филипов, кој досега има дарувано крв дури 83 пати. На некој можда негде му треба. Спасување живот едноставно. Богородица важи за заштитничка на жените, мајките, леунките, рударите, но и на градот Скопје. Мартин Арсов, Сител телевизија. А дата центрите и денеска поле за политичка битка меѓу партиите. Дата центрите се иднината на човештвото и владата ќе го преземе институционалниот ризик и ќе ги изгради. Струјата ќе ја плаќа оној што ќе ја троши, а во денешно време има многобројни начини за ладење на овие центри, вели премиерот Мицкоски. Македонија треба да одлучи дали сака да биде лидер во регионот или на дното, но од оваа индустрија владата нема да се откажа. Се разбира дека ова е пазарна демократија и пазарно општество, струјата ќе ја плати оној кој што ќе ја троши, по цена по која што ќе ја договори на слободниот пазар. Кога станува збор за системот на ладење, и тука сакам да кажам дека они испраќаат пораки кои што се стари 10, 15, 20 години. Има сосема поинакви начини на ладење во зависност од намената на тие дата центри, дали тие ќе се користат за вештачка интелигенција или за други цели. Но исто така сакам и една друга работа да ја кажам, која што досега многу малку се комуницира. Ние во државата имаме дата центар. Ние имаме дата центар во Прилеп, но тој дата центар практично секундарен или дата центар кој што ние го нарекуваме recovery дата центар. Планот на владата е со грант од Европската унија да се изгради национален дата центар кој ќе ги собира податоците од сите институции и ќе ги штити од сајбер напади, а ќе биде поврзан со секундарниот дата центар во Прилеп. Сега секоја институција од сајбер напади се брани како знае и уме. А потоа тој примарен дата центар ќе го поврземе со веќе постоечкиот секундарен дата центар кој што е во Прилепско, за да имаме заштита. Ако не дај Боже настане, би рекол, упад во системот на интероперабилност, да можеме преку секундарниот дата центар да ги заштитиме податоците. Од опозицијската СДСМ вела дека немаат ништо против инвестиции кои носат развој, работни места и нови технологии. Но инвестициите мора да бидат во интерес на Македонија, а не ресурсите на Македонија да се стават во функција на туги профити. Мицкоски не кажува колку струја и колку вода ќе трошат дата центрите. Не кажува дека земјоделците може да немаат вода за нивите и дека граѓаните ќе плаќаат повисока цена за струјата. Македонија нема ресурси за експерименти зад затворени врати, особено не со водата. Во држава во која граѓаните веќе се соочуваат со проблеми со водоснабдувањето, загадени реки и труење во Гостивар, власта планира огромни потрошувачки на вода без да ги објави основните анализи. Истото важи и за струјата. Македонија нема стабилен енергетски систем, за Мицкоски однапред да ветува државни ресурси без јавноста да знае колку ќе чини тоа и кој ќе ја плати сметката. Ова не е стратегија за развој, туку опасно коцкање со водата, струјата и земјата на граѓаните, велат од опозицијската партија. Премиерот вчера соопшти дека веќе се преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Денеска е денот на рударите. На Македонија и треба рударство компатибилно со зелената транзиција, која ќе помогне таа да се реализира. Стратегијата за минерални суровини токму тоа го предвидува. На Македонија и треба рударство кое нема да биде спротивно на зелената транзиција, туку ќе помогне таа да се реализира. Ова е една од главните пораки од стратегијата за минерални суровини 2026-2046, представена на настан по повод денот на рударите. Научниот соработник во МАНУ, Александар Дединец, вели дека дилемата не треба да биде дали земјата треба да има рударство, туку какво рударство сакаме. Имаме што да понудиме, иако сме мала држава, нашиот геолошки состав ни дава значајен и разновиден минерален потенцијал. Стратегијата ги препознава бакарот, среброто, златото, оловото, цинкот, никелот, хромот, манганот, но и значаен број неметалични минерални суровини,
како и минерални, термални и геотермални води, јагленот и водата за пиење. Тоа е потенцијал кој не треба ниту да го преценуваме, но ниту да го игнорираме. Треба паметно да го истражиме, да знаеме со што располагаме. Според министерката за енергетика Божиновска, рударството не е само производство, туку цел синџир, кој носи работа и за транспортот, градежништвото, машинската индустрија, лабораториите и голем број домашни компании. Граѓаните кои живеат и најблиску до активните рудници имаат далеку попозитивен и попрагматичен однос кон рударството од оние кои го познаваат само преку јавните полемики. Тие секојдневно гледаат што значи рудникот за работните места, за локалните компании, за општинскиот буџет и развојот на нивниот град. Затоа, во најголем дел ја поддржуваат работата на рудниците, особено кога тие работат одговорно, безбедно и во партнерство со локалната заедница. Лани во Македонија биле произведени над 130.000 тони бакарен, оловен и цинков концентрат, а рударството учествувало со 10,9% во индустриското производство и со 2,8% во вкупниот извоз на државата. И покрај потенцијалот, земјава има малку нови проекти за критични минерали. Еден од нив е Иловица Штук, каде се планира рудник за бакар. Инвеститорот најавува почетна инвестиција од над 340 милиони евра, а проектот според најавите треба да носи прозрачен годишен приход од најмалку 180 милиони евра и компанијата да стане меѓу најголемите извозници во Македонија. Мартин Арсов, Сител телевизија. За период од 2 години владата има креирано 17.000 работни места, што е повеќе од сите влади на претходната власт, изјави премиерот Мицкоски, а по извештајот на Државниот завод за статистика за бројот на вработени и невработени лица. Државниот завод за статистика излезе со бројка. Оваа влада во овие 2 години, почнувајќи од третиот квартал 24-та година, завршувајќи со вториот квартал од 26-та година, има креирано нови 17.000 работни места. Од 691.000 вработени до 708.000 вработени. Ако тоа го преточите во бројки, ќе сватите дека претходната влада за 7 години нема толку нови работни места отворени. Пресметките за зголемување се при крај. Министерот за социјална политика Ѓоко Велковски вели дека ќе бидат готови следната недела, но очекува покачувањето на пензиите да се движи помеѓу 3 и 3,5%. Во гостувањето во Дневникот на Сител, Велковски откри за проверките што се прават на лице место за откривање на злоупотребите на социјалната помош. Сега ексклузивно ќе го најавам тоа што ќе се случи за буквално 30 дена од денеска. Веќе задачата која што имавме заедно со Центарот за социјална работа и благодарност до сите стручни работници кои што овие изминати 60 дена до денеска работат буквално на терен од куќа до куќа, да им бидат директна поддршка на овие луѓе кои што навистина им треба, бидејќи за жал во системот се занемарило ваквото посетување низ годините, не знам од кои причини и денеска и веќе не знам дали да навлагам како министер или да земам да им помогнеме на овие луѓе кои што им е непотребно, ги посетуваат и ја гледаме реалната состојба со што се соочуваат овие луѓе или за жал ако има злоупотреби, така на каков начин е злоупотребен системот на социјалната заштита, односно како тие ја користат социјалната заштита, а ги имаат сите други предуслови нели во своето семејство. И веќе доаѓаме до бројка од сериозна. Денеска сме негде отприлика повеќе од 2.500 вакви детектирани, а останува буквално уште половина да се поминат во овие 30 дена од корисниците и очекувам дека и во тој период ќе се најдат аномалии за жал кои што системот ги дозволил низ годините наназад. И мора да стане на крај за 30 дена и ќе имаме официјална и пресконференција со конкретни бројки, статистика по градови, по региони со каква злоупотреба и од каков тип биле токму ваквите средства злоупотребени или од социјалната заштита. Сериозно заболените со невроинвазивна форма на западонилската треска може да имаат дополнителни последици и по заболување, односно по завршувањето на заболувањето. Третманот на заразените со тешка форма на западнонилска треска не завршува само на инфективна. Вчера скопјанец неколку дена по напуштање на клиниката побарал помош на неврологија. Вирусот кај него оставил последици е неопходна дополнителна медицинска нега,
која може да трае подолг период. Пациентот бил во добра општа состојба, со поплака за вртоглавица и нестабилност. Пациентот е третиран амбулантски, дадени се препораки за терапија и за понатамошни доиследување и третман. Самата најтешка форма знае да остави, ние велиме, последици, односно секвели. Една од можните секвели е и ова. Знаеме дека лекувањето е неспецифично, односно не постои специфична антивирусна терапија. Туку е терапијата симптоматска, терапија за поддршка и терапија за лекување на дел од компликациите. Така што лекувањето е макотрпно, е малку подолго, но за среќа до сега немаме најтешки форми на компликации во смисла на оние кои што ја преживеа оваа болест. Пациентите кои прележале невроинвазивна форма на болеста може да имаат мускулна слабост и им е неопходна физикална рехабилитација. Но некои можат да имаат и губење на меморија, збунетост и други невролошки симптоми. После секој менингоенцефалит, како ризик, сепак постои можност да се појави и една таква симптоматска епилепсија. Може да се појават одредени когнитивни потешкоти кај таквите пациенти. Овие потешкоти со губиток на рамнотежа, вертигинозни потешкоти или одредени грчеви на мускулите. Од неврологија вела дека добили известување од Министерот за здравство за подготвеност на клиниката доколку има потреба од дополнителен третман на пациенти со постзападно-нилски синдром. Инаку од сите регистрирани случаи на вирусот во земјата, само еден од хоспитализираните немал невроинвазивна форма на болеста. Оваа сезона има 6 починати со западно-нилска треска, што е повеќе од вкупниот број на смртни случаи за период од 2011 до 2025. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тројца македонски државјани, од кои 2 деца на 4 и 11 годишна возраст загинаа во сообраќајна несреќа во Словенија. Третата жртва е 74 годишна жена. Повредени се уште 2 лица исто македонски државјани, 33 годишна жена која е однесена во болница со хеликоптер и 39 годишниот возач кој е префрлен во болница со амбулантно возило, соопшти полициската управа во Копер. Тројцата загинати се од село Житинени, општина Центар Жупа, а живееле во Равена, Италија. Во автомобилот, според градоначалникот на општина Центар Жупа, биле родителите на децата и нивната баба, мајка на возачот. Несреќата се случила во близина на местото Унец, кога комбе со македонски регистарски таблички удрило директно во запрен камион на десната лента. Во комбето патувале 5 лица. Според официјалните информации на словенечката полиција, несреќата се случила утрото пред работната зона на автопатот. Камион со странски таблички застанал на десната коловозна лента поради дефект, со вклучени 4 трепкачи и поставен сигурносен триаголник. При тоа комбито удрило директно во приколката. И тука тоа е се во вестите во 21, повторно се гледаме во 23 до тогаш. Пријатно!